Гробот во кој беше телото на Господ Исус е празен. 3 дена по распнувањето тој воскресна од мртвите. Тој е жив и сака да влезе во твојот живот. Исус Христос рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ке живее. Изминаа речиси 2000 години откако Исус воскресна. Тој е жив и денес, со моќно и ненадминливо влијание во светот. Во минатото големи луѓе се раѓаа и умираа. Цареви, научници, филозофи, теолози. Доаѓаа и си заминуваа. Но Исус е жив и денес. Тој е највеличенствената личност на сите времења. Раѓањето му беше посебно. Библијата ни вели дека го роди Дева Марија. Животот му беше посебен, исполнет со надприродни дела. Живееше свет, безгрешен живот и правеше чуда какви што никој никогаш не направил. Неговото учење е посебно. Нуди љубов, прошка и нов начин на живење за сите кои го прифаќаат за Спасител и Господ. Таа порака насекаде носи нов живот, нова надеж и нова цел. Посебна му беше смртта на крстот. Пред 2000 години Синот Божи беше распнат на крст заради нас и заради нашето спасение. Тој умре и за тебе. Неговото воскресение е единствено. 3 дена по неговата смрт се случи најчудното дело во историјата на човештвото. Исус воскресна од мртвите. Неговото раѓање, неговиот живот, неговата смрт и неговото воскресение докажуваат дека навистина тој е Син Божи и Спасител на целото човештво. Истиот Исус Христос е жив и денес. Тој сака да влезе во твоето срце, да ти ги прости гревовите и да ти даде сила да живееш вистински живот. Слушни што вели. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Јас сум патот, вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Библијата вели: сите сгрешија и се лишија од славата Божја. И уште вели: платата за гревот е смртта, а дарот Божи е животот вечен во Исуса Христа, нашиот Господ. Исус со својата смрт плати за твоите гревови. Тој е готов да го исполни и твојот живот. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него. За да ги доживееш неговата прошка и љубов и да се стекнеш со вечен живот, треба да го примиш Исус како Божја жртва за твојот грев и со вера да го примиш во твојот живот. Ако го сакаш тоа од се срце, помоли му се со вера на Исус Христос и тој ќе влезе во твојот живот. Можеш да се молиш слично како јас сега. Господи Исусе, ми требаш. Ти благодарам што плати за мојот грев умирајќи на крстот. Ти отворам вратата на мојот живот и те прифаќам за мој Спасител и Господ. Води го мојот живот и направи ме да бидам според Твојата волја. Амин. Ако оваа молитва е и желба на твоето срце, кажи ја сега, таму каде што си. Повторувај по мене, ред по ред. Господи Исусе, ми требаш. Ти благодарам што плати за мојот грев умирајќи на крстот.
Ти ја отворам вратата на мојот живот и те прифаќам за мој Спасител и Господ. Води го мојот живот и направи ме да бидам според Твојата волја. Амин. Откако со вера се помоли со оваа молитва и го повика Исус Христос во твојот живот, биди уверен дека тоа е во тебе, зашто тоа е негово ветување за секој што го повикува. Гревовите ти се простени. Ти си Божјо чедо и имаш вечен живот. Ако сакаш да живееш осмислен и среќен живот што го ветил Исус, моли му се секојдневно. Читај го Светото Писмо и запознавај ги Божјите вистини. Одржувај заедница со оние кои се негови искрени следбеници. И најпосле, верувај во Божјите прекрасни ветувања. Нема никогаш да ве оставам, ниту ќе ве заборавам. Со вас ке сум секогаш, се до крајот на светот.